Благодарам. Почитуван амбасадор на Република Словачка, господин Хенрик Маркуш, почитувана професорка Милева Ѓуровска, координаторка на Националната конвенција за Европската унија, почитувани представници на институциите, почитувани гости, дами и господа. Ми представува особена чест и задоволство што денес имам можност да се обратам на тема што е од суштинско значење не само за внатрешниот развој на државата, туку и за нашиот напредок на патот кон полноправно членство во Европската унија. Имено, реформата на јавната администрација представува еден од клучните приоритети во пристапното партнерство и важен предуслов во процесот на европската интеграција на нашата држава. Свесни сме сите за важноста на реформата во јавната администрација, која согласно новата методологија за пристапни преговори за прв пат конкретно се дефинира како област која е опфатена со процесот и е дел од првиот кластер основи, кој е од суштинско значење за динамиката на преговорите во целина. Јавната администрација представува еден од клучните столбови на евроинтегративниот процес. Без ефикасна, квалитетна, стручна и одговорна администрација, која е во состојба да ги спроведе реформите и да се обезбеди усогласеност со европските стандарди, невозможно е успешно да го затвориме ниедно од преговарачките поглави. Соочени со предизвиците што се пред нас, не само во насока на процесот на разговорите за пристапување во Европската унија, туку и континуирано да работиме на обезбедување на модерна, ефикасна јавна администрација, која е базирана на дигитализација, која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти. Владата за таа цел ја потврдува силната политичка посветеност на процесот на реформите во јавната администрација преку континуирана имплементација на мерките и активностите кои што се дефинирани во стратегијата за реформи на јавната администрација со акцијскиот план 2023-2030 година. Министерството за јавна администрација, согласно нашите надлежности и приоритети, активно работи на неколку клучни реформски процеси со цел да ја зајакнеме стручноста, отчетноста, но и најважно се функционалноста на јавната администрација, но исто така и да изградиме еден институционален систем што треба да представува еден вистински сервис на граѓаните. Во рамки на тековната стратегија за реформа на јавната администрација посебен фокус е ставен на професионализација на администрацијата. За таа цел воспоставуваме механизми за унапредување на системот на планирање на човечки ресурси, кој што е заснован на компетенции и на резултати. Сето ова е дел од новите законски решенија кои собранието ги усвои минатата недела. Тоа е Законот за административни службеници, Законот за вработени во јавниот сектор и за нас новината, многу битниот Закон за стручно усовршување и обука на административните службеници, но исто така и Законот за инспекцијскиот надзор. Новите законски решенија придонесуваат кон важни и долгорочни промени во јавната администрација, кои не само што ја модернизираат работата на институциите, туку и го унапредуваат односот, би рекол, кон секој граѓан. Овие реформи се темелат на принципите на стручност, на заслуги и на интегритет. Тие гарантираат дека секој административен службеник ќе биде избран, унапреден и оценуван според својот професионален капацитет и личен квалитет, а не според политички или други влијанија. Односно, во законските решенија се воведуваат механизми за континуирано стручно усовршување, модернизација на човечките ресурси и департизација на администрацијата. Тоа значи подобри, поефикасни и потранспарентни услуги за секој граѓанин.
Исто така реформите предвидуваат заштита од корупција и политички влијанија преку конкретни мерки. А тие се: граѓаните добиваат подеднакви шанси за вработување базирано на компетенции, без потреба од така наречени врски или партиски позадини. Сите конкурси се јавни и транспарентни, објавени на единствена електронска платформа. Селекцијата е дигитализирана и автоматизирана со бодирање според објективни критериуми за стручност, работно искуство, лични и технички компетенции. Секој кандидат има право на увид во своето бодирање, како и можност за приговор и ревизија на резултатите со прецизно дефинирани рокови. Се скратува и поедноставува постапката за вработување, што значи дека институциите ќе вработуваат побрзо, со тоа што двете фази од постапката за вработување преминуваат кај самата институција, со што поефикасно ќе се пополнуваат слободните работни места. Се воведува обучување на комисии за селекција и спроведување на јавно интервју на сите кандидати кои влегуваат во потесниот круг на селекција, со што се зголемува довербата и се намалува можноста за влијание. Унапредувањата и оценувањата се засноваат на реален учинок, редовно следени преку индикатори за перформанси и професионално однесување. Листите на избраните кандидати, резултатите од тестирањата и конечните рангирања се јавно достапни, што дополнително ја гарантира транспарентноста и јавната контрола. Со овие промени, граѓаните може да бидат сигурни дека јавната администрација ќе биде поодговорна, поискусна и навистина ќе работи во служба на јавниот интерес, а не под ничи личен или пак партиски диктат. Нашите напори се водени со убедување дека реформите мора да бидат резултат на широк диалог. Во изминативе година дена од постоењето на Министерството за јавна администрација, остваривме значајна соработка со граѓанскиот сектор, со синдикатите, академијата и меѓународните партнери во насока на создавање на политики засновани на факти и на практични искуства. Работиме на подобрување на отчетноста преку транспарентни процеси и дигитализирање на административните процеси со цел намалување на можноста од корупција со надградба и модернизација на информациониот систем за управување со човечки ресурси, една од најзначајните инвестиции, кои што исто така неодамна го промовиравме. Отчетноста ја гледаме како клучен предуслов за враќање на довербата кај граѓаните. Морам да напоменам дека Министерството и понатаму ќе продолжи на јакнење на интеринституционалната соработка, како и соработка со сите засегнати страни, посебно со граѓанскиот сектор и меѓународните организации во процесот на реформата на јавната администрација, со цел да се обезбедат квалитетни и брзи услуги за граѓаните, бидејќи реформата на јавната администрација како долгорочен процес не зависи само од владата или пак од Министерството, туку зависи буквално од сите нас. Нашите заеднички напори во текот на изминатиот период доведоа до подобрување на ефикасноста, на транспарентноста и лесно достапна јавна администрација, но секако останува да работиме на унапредување на дел од областите каде во меѓународните извештаи е нотирано дека треба да се подобриме. Секако очекувам и се надевам на натамошна соработка во насока на подобрување и приближување на нашата земја кон стандардите на Европската Унија. Предвидуваме и веќе почнавме да работиме на нов пакет на 3 реформски закони. Тоа е Законот за висока раководна служба, Законот за организација и работа на органите на државната управа и Законот за систем на плати во јавниот сектор, кои се дел од реформската агенда за економски раст. Многу брзо, за една година, би рекол амбициозно, но овие закони треба да ги донесеме
до 31.12. оваа година. Веруваме како Министерство дека само и исклучиво преку системски и одржлив пристап можеме да изградиме јавна администрација што ќе биде компетентна, одговорна и услужна. Нашата крајна цел е создавање администрација што работи во интерес на граѓаните, а не обратно. Очекувам дека оваа дискусија која што се води денес ќе биде продуктивна, ќе придонесе кон формулирање на конкретни препораки за нашето понатамошно действување. Ви посакувам успешна работа, ви благодарам на вниманието и се надевам дека ова започната соработка ќе продолжи понатаму со еден зголем интензитет и заедно ќе не доведе до заедничкиот интерес, а тоа е побрз пат до нашата главна цел, а тоа е Европската унија. Ви благодарам.